Почитувани, повеќе медиуми побара од мене мислење за оваа состојба. Коронавирусот кој го засега целиот свет, посебно Европа, каде што го гледаме целиот хаос. Јас ќе го кажам моето лично мислење за тоа што и како би можеле да го победиме ова чудо, монструм од вирус кој секако ги загрозува основните начала на нашата цивилизација. Значи, по она што јас имам дојдено до сознание, бидејќи сите сега читаме, правиме, пустиме се што можеме да осознаеме за оваа болест и за овој вирус, е докажано дека тој живее и како главен природен ресурс е лилјакот, слепиот миш, како се вика, и кај него тој живее, меѓутоа животното, бидејќи е исто така цицач, како и ние, не се разболува од него. И меѓу другото се претпоставува дека затоа што лилјакот кога лета, неговата телесна температура се покачува на 41 степен и вирусот не вирее или не може да се размножува или угинува на повисока температура од 37-38. Од друга страна, и се досега што најголемиот проблем и најголемиот пробив на епидемијата почна од луѓе кои биле на скијање, кои се биле во ладните предели, и докажано е дека тој се населува во устната шуплина, во носот, и тамо живее на така наречен поладен воздух. И со тоа практично чека можност да се спушти во плуќата, каде што практично настануваат и најголемите проблеми и најголемата опасност. По сето тоа, јас мислам дека препораките кои се збунувачки и во Европа, во однос на како луѓето да постапат, едно е и останува да се изолират и да бидат во домашни услови, меѓутоа јас препорачувам никако да се прави физичка активност надвор. Зошто? Затоа што со било која физичка активност, па и движење и шетање надвор на така наречен свеж воздух, значи ладен воздух, а со тоа ако сте позитивни, сигурно дека патот по ладниот воздух да вирусот продолжи во плуќата е многу повозможен. Затоа јас би препорачал покрај изолација седење дома никако надвор, вежбање или било какви спортски активности или било каков напор или воопшто да се излегува надвор додека е свежо, затоа што сето тоа може да го убрза процесот на инфекција. Од друга страна, излегувањето надвор и ако е морално, тогаш може би многу повеќе ќе ве заштити шал, топол шал околу вратот да дишите преку него, отколку она што го гледам по улиците да се шета со маски кои буквално нема никаква заштита, поготово во надворешна средина. Така да, тоа е едното. И другото, уште поважно, што е исто така моја препорака, изведено од ова, ви препорачувам на сите да инхалирате неколку пати на ден. Инхалирајте, така да кажам, било што. Инхалирајте некој чај или дури во топла вода, во жешка вода, ставите и оно што ви е најомилено да го миришите, ставите кафе, ставите, ако сакате, алкохол, виски, не е битно тоа што ќе ставите, битно е да инхалирате топол воздух, врел воздух, со тоа да овозможите да нема можност вирусот да се развива
понатаму и да воопшто дојде до плуќата. Можеби со таа повисока температура вирусот воопшто и не може да се развива на слузокожата, во носот, во устата и во плуќата поготово. И можеби таа висока температура и 3, 4, 5 пати на ден инхалации не само што ќе го спречат, него можеби и ќе го убијат. Никој не знае. Тоа е моја теорија, не знам дали ќе профункционира, меѓутоа многу брзо ќе може да ги воспоставиме и контролите на сите позитивни луѓе кои ќе го направат сето ова и за недела дена пак ќе ги тестираме и ќе видиме дали се уште позитивни или веќе се негативни. Ако тоа се покаже како такво, можеби е некоја превенција која и текако ќе допринесе сета оваа состојба што побрзо да се нормализира. Ви благодарам.